Редовна реторика станаа заканите на Али Ахмети дека ќе излезал на улица. Лидерот на ДУИ повторно реши да удри по правосудниот систем и да се заканува дека ќе извадил народ на улица и ќе протестирал ако обвинителството поднесе обвинение за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши за трагедијата во Кочани. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека останува да се види дали Ахмети има сила да го спроведе она со што се заканува. Ние тие најави ги слушаме веќе една година, претходно во неколку наврати ги слушавме, секој пат кога на тој политички субјект на Демократската унија за интеграција не одговараат политичките случувања или кога се изфрлени од игра, тие имаат тенденција да се закануваат и да покажуваат сила преку улица. Јас мислам дека се повеќе блефови и своевидни стравови од тоа што и самите се свесни и знаат дека предстои кон одредени поранешни носители на функции. Инаку лидерот на ДУИ се закани дека ќе излезел на протести ако Бектеши стане обвинет за големата трагедија во Кочани. Ако Али Ахмети излезе на улица, враќања нема, ќе ги поддржиме барањата и протестите на семејствата на загинатите деца во Кочани, кои исто така бараат неселективна правда. Тој процес може да заврши само со предвремени парламентарни избори. Ахмети повторно се закани со политичка криза, односно бојкот на локалните избори, доколку Уставниот суд го чепнал законот за јазици. Според познавачите, легитимно е да се протестира, но очајно и опасно е политичар да се заканува дека нема да се враќа од улица, затоа што можеби поранешен министер би заработил обвинение како потенцијално одговорен за смртта на 62 млади животи.